На денешен ден Господ се преобразил пред апостолите. Христос на планината Тавор се појавил во сета негова слава пред апостолите Петар, Јаков и Јован. Нека Таворската светлина и Христовата светлина не просветлува и осветува сите нас, и како што гледате денеска Светата црква традиционално секоја година овој ден го благословува новиот лозов плод, и од денеска според традицијата на црквата почнува да се јаде благословеното грозје. Традиционално на денешен ден верниците ги посетуваат Божјите храмови од длабоко-верски и лични причини. Стално доаѓам секоја година за да се пречестиме, да онедеме, да се земе нафорка, Господ здраве да ни даде, друго на сите. Донесуваме погачи, гројзе, тоа се благословува. На сите да не се исполнат жалбите. Преображение всушност не учи секој од нас да се истигне на собствениот Тавор, да се преобрази од човек во Бог. Црквата денес не кани да ги отвориме дверите на нашето срце, за таму да го населиме Бога и сите луѓе. Да подариме повеќе љубов, да се преобразиме не само себе си, туку со својот пример и сите околу нас. Заедно со црковната, кај народот се почитува и друга традиција. На преображение за прв пат во годината се бере грозје и се носи во црква, каде свештеникот по молитвата го благословува. Гројето се носи за благослов да ти родат лозето, мислам тоа за здравје. Лепче грозенце за здравје. А од денеска почиња да јадат грој. Оние кои постат на денешен ден ја примаат светата причес, како вовет во големиот празник Успение на Пресвета Богородица.